вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. На сите православни верници им го честитаме празникот Божиќ, Христовото раѓање. На почеток, најновиот развој на настаните од 200 број 1 на светските тикери. Израелската армија привремено ги запре нападите врз цели на Хамас, со цел да дозволи хуманитарна достава за палестинската територија. Прекинот што траеше 3 часа овозможи хуманитарен коридор за граѓаните на Газа да дојдат до основните намирници. Хамас во истиот рок запре со исфрлањето ракети на израелска територија. Израелски представници најавија дека и во наредните денови ќе земат предвид ваков прекин на огнот. Францускиот председател Николас Саркози вели дека Израел и палестинската управа го прифатиле египетско-францускиот план за мир во појасот Газа. Планот повикува на итен ограничен прекин на огнот што дозволува достава на хуманитарна помош. Израелски портпарол изјави дека Израел го поздравува планот, но не кажа дали го прифаќа. Хамас пак вели дека го разгледува истиот. Целта на премирието е да му се даде време на Египет да издействува траен прекин на насилството меѓу Израел и палестинската милитантна група Хамас. Советот за безбедност на Обединетите нации денеска ќе продолжи со разговорите за конфликтот. Во меѓувреме расте загриженоста околу недостатокот на храна, вода и лекови во Газа. Израел е под остра критика на меѓународната заедница поради палестинските цивилни жртви во офанзивата што трае веќе 12 дена. Израелскиот кабинет за национална безбедност денес расправа дали да ја прошири акцијата со влегување на израелските сили во урбаните центри. Во синоќешните напади од копно и воздух биле погодени 40 цели на Хамас, соопшти израелската армија. Болнички извори во Газа тврдат дека во нив загинале најмалку 8 лица. Ракети на Хамас го погодија Јужен Израел, но нема информации за жртви. А додека трае судирот во Газа, еврејски и арапски американци собрани во едно кафуле во Вашингтон веруваат дека мирот е можен. Се вика кафуле на мирот, го основал ирачкиот американец Анас Шалал пред 8 години, со желба на едно место да собере луѓе со различни гледишта и да потикне на разбирање дека судирот еден ден може да биде заменет со мир. Резултатите од кафулето на мирот не секогаш се опипливи, тие се лични, внатрешни, влијанието е лично, менување на представите што луѓето ги имаат еден за друг. 50 се собраа викендов. Ова еврејска жена, чиј брат загинал од ракета на Хезболах во 2006 зеде збор. Не може да затвораме очи пред неправдите на обете страни. Ако се враќаме назад, да се вратиме во 1933, кога моите роднини биле убиени во Чехословачка, или можеби вашите биле убиени. По неа говореше млад араб. Согласни сме дека напаѓањето цивили е лошо, причинува жртви и треба да запре, но ова што сега се случува е практично геноцид. Рубин Штајн, стручњак за решавање конфликти, смета дека треба да се смени представата дека конфликтот е спорт во кој има победници и губитници, туку дека се работи за човечки животи и приоритетот да се задоволат основните потреби на луѓето. Анас Шалал ќе продолжи да собира луѓе во кафулето, надевајќи се дека еден ден ќе има доволно критична маса за мир на Блискиот Исток. Русија потврди дека запрева со доставата на газ за Европа поради спорот со Украина околу неговата цена. Руската агенција Итартас јавува дека премиерот Владимир Путин го прифатил германскиот предлог за меѓународен мониторинг на протокот на газ. Украинската премиерка Јулија Тимошенко одобрила сличен предлог на Европската унија. Над 12 европски земји, меѓу кои Македонија, јавија дека доставата прекинала или се намалила. Американскиот заменик државен секретар Џон Негропонте во Пекинг присуствуваше на одбележувањето на 30 годишнината на дипломатските односи меѓу Кина и Соединетите Американски држави. Негропонте изјави дека врските меѓу Вашингтон и Пекинг во меѓувреме еволуирале во мощни, широки и длабоки односи. Новиот 111 поред состав на Конгресот вчера започна со работа ветувајќи надпартиска соработка и внимание на економската криза. Демократите имат мнозинство и во Сенатот и во Представничкиот дом, но не сите сенатори успеа да присуствуваат на церемонијата.
на демократот од Илиноис Роланд Бурис, назначен од обвинетиот за корупција гувернер на Илиноис Род Благоевич. Во случајот со наводно продавање на испразнатото сенатско место на Обама не му беше дозволен влез поради некомплетна документација. Американскиот претседател Џорџ Буш денеска во Белата куќа ќе биде домаќин на својот наследник на функцијата Барак Обама и сите други живи поранешни претседатели на САД. На ручекот ќе присуствуваат неговиот татко Џорџ Буш, Џими Картер и Бил Клинтон. Во продолжение на News Flash, според демократски избори, новоизбраниот претседател Барак Обама одлучил местото за прв човек на ЦИА да му го додели на поранешниот шеф на кабинетот од администрацијата на Бил Клинтон, Леон Панета. Во медиумите се појавија коментари. Дали е доволно стручен за оваа функција? Леон Панета е поранешен конгресмен и шеф на кабинетот на Белата куќа. Тој јавно има кренато глас против методите на испитување на ЦИА во време на мандатот на претседателот Буш. Обама вчера јавно искажа доверба во Панета и порача дека составува врвен разузнавачки тим. Посветен на тоа да прекине некои досегашни практики и да одговори на загриженоста дека го засениле угледот на разузнавачките агенции и американската надворешна политика. Па сепак, некои законодавци, меѓу нив и председателката на Сенатската комисија за разузнавање, демократката Дајан Фајнстейн, се скептични дека Панета има разузнавачко искуство. Аналитичарот Антони Корцман од Центарот за стратешки и меѓународни истражувања во Вашингтон коментира. When somebody comes in from the outside, Кога на местото доаѓаат луѓе однадвор, фокусот им е бирократски, да имаат влијание врз председателот, отколку да служат на целата целна група. Тие доаѓаат обвинувајќи разузнавачката заедница не за грешките што навистина биле направени, туку поради тоа што имаат сопствени политички предрасуди. Корсман сепак додава дека имало успешни директори на ЦИА дојдени однадвор и предвидува дека главниот предизвик за новиот директор ќе биде реформа на агенцијата по наглите промени по терористичките напади врз САД во 2001. Панета, доколку биде потврден, ќе го надгледува трагањето по терористи на Ал-Каида ширум светот. Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. Најнови вести од Холивуд. Актерот Патрик Свейзи на познатата водителка Барбара Волтерс и се исповеда дека минал пеколни моменти во битката со ракот на панкреасот, со кој беше диагностициран пред една година. Тој продолжи со работа и покрај хемотерапијата. Ракот го зафатил и неговиот црн дроб, но Свейзи негираше дека е на умирање. Во недела и официјално ќе бидат доделени статуетките со Златен глобус за изминатата 2008. Церемонија на која странскиот печат во САД ги прогласува најдобрите филмови глумци во свој избор. Тоа беа вестите за оваа среда 7 јануари 2009. Од името на редакцијата на сите православни верници ви го честитам Божиќ, Христовото раѓање. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. За други содржини, поврзани со најновиот развој на настаните на Блискиот Исток, погледнете на нашата веб страница voanews.com/Macedonian. Пријатна вечер. Се гледам утре.